Почитувани гледачи, добро утро и добре ни дојдовте во уште едно издание на емисијата Нов ден. Неколку минути после 10 часот и точно време е да отстапиме простори за темата на денот. Денес ќе говориме за активностите и проектите на основното општинско училиште Магдалена Антова. Се наоѓа во населба Карпош во Куманово, како што е добро познато, но еве ќе направам едно мало подсетување. Во ова училиште учениците растат во креативна атмосфера во која учат да бидат љубопитни за светот кој се наоѓа околу нив. Во изминативе години постојано се инвестира и се подобрува работната клима во училиштето. На наше големо задоволство денес гостин во студиото е директорот на училиштето, господинот Жарко Димитриевиќ. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Пред се благодарност за поканата да учествувам на ваша телевизија. Ги поздравувам гледачите на К3 телевизија и се надевам дека ќе биде една убава промоција на ова наше училиште, кое што навистина не е убаво. Да започнеме со разговорот, господине Димитриевиќ. Кажете ни нешто за историјата пред се на ова училиште, како и за тоа, можеби, кои имиња, некои позначајни излегле од тамо од тоа училиште. Така, училиште Магдалена Антова, како што сами најавивте, се наоѓа во населба Карпош и тоа е едно училиште кое што во постојан раст и развој, имајќи во предвид дека ово училиште датира уште од 1974 година, но како основно училиште. Од 1974 година навам ово училиште е 9-годишно, односно 8-годишно, во последен период со промена на наставни програми и планови е 9-годишно, кое што е со постојан раст, развој од двостепено, односно тростепено, сега веќе имаме четворостепено училиште, каде што бројот на ученици за среќа постојано расте. Еве и сами можете да видите дека на ниво на Куманово е единствено училиште каде што имаме зголемување на бројот на ученици. И тоа за среќа радува. Нели сите ние растеме, сме раснеле обликувани од средината која што се наоѓа околу нас. А во каква средина вие лично би сакале да растат и да се образуваат учениците во основното општинско училиште Магдалена Антова? Така, јас како директор посакувам да најголем број ученици од општина поминат преку ово училиште, бидејќи навистина е средина каде што се расте, се образува онака вистински. Колективот Магдалена Антова се труди вистински да направи ученици кои што ќе бидат утре добри граѓани, честни граѓани, и не случајно до училиште излегле многу граѓани кои што денеска се успешни. Еве да спомнам и водителка која што била успешен ученик, која што сега е и успешен. Така, ви благодарам многу, еве на пофалбата. Колку време како започна вашиот мандат како директор во ово училиште? Така, јас како директор веќе сум 2,5 години во ово училиште и сум благодарен на сите оние кои што ми дадува поддршка за тоа. Сметам дека досега успешно ја оправдувам довербата. Се трудиме максимално да направиме добра клима, добра атмосфера во училиште, оноку колку што е можно, колку што е во рамки на можности на еден директор. Имаме одлична соработка со локална самоуправа, која што знаете и сами дека настана промена, имаше избори. Одлично соработуваме и со локалната самоуправа. Се трудиме што е можно да ги подобриме условите пред се за учениците, а после и за вработените и така натаму. Тоа се разбира малку потешко оди, имајќи во предвид сите околности во Република Македонија, но се надевам дека најбитно е дека најдуваме разбирање, дека сака да се помогне на ово училиште пред се локалната самоуправа. И еве,
изразувам благодарност до локалната самоуправа за поддршката која што ни ја дава. Така. Како што реков во самата најава, вие константно напредувате во сите погледи во ова училиште. Да започнеме од реконструкција, значи од оние најситни работи, еве тука ќе споменеме и спортската сала која ја има од пред неколку години. Тоа е еден голем успех и тоа е еден проект на кој долго време се чекаше. Така. Самата реконструкција на училиште и доградба, изградба, бидејќи ние сме како училиште Мълчам јас, пред тебе не можам да лажам, поучи ти ме познаваш. Кога сум срекна или тажна, лута или нервозна, ти си моја слаба страна. Знам, што би правила без тебе, што би правил ти без мене. Различни колоки покрај тебе секогаш. Кога сум срекна или тажна, лута или нервозна, ти си моја слаба страна. Знај, тебе, што би правил ти без мене. Различни колоки дени, сепак ние исти сме. Што би правила без тебе, што би правил ти без мене. Различни колоки дени, сепак ние исти сме. Што би правила без тебе. Различни колоки дени, исти сме. Различни колоки Директоре, како што споменав уште во самата најава, значи константно со текот на годините постојано се работи на реконструкција на училиштето, на унапредување на методологијата, на техниката и така натаму, за тоа ќе говориме и малку подоцна. Еве ја споменавме и спортската сала која што успеавте сепак да ја изградите. Од каква полза и од колку навистина беше од пресудна важност за ова нешто? Така е. Спортската сала е капитален објект за населба Карпош и за училиште. Секако спортската сала најмногу нормално се користи за училиште, за потребите на учениците, но ја користат и граѓаните кои што во слободен дел од термините ја користат за рекреативни цели. Секако дека тој објект е многу битен, важен и за самата населба, а да не збориме за училиште. Така да, реконструкција во спортска сала имаме потреба од вложување, така да
направивме некакви консултации со локална самоуправа за да направиме грејење. Имаме мал проблем со грејење во спортската сала во зимските услови. Не идовме на разбирање и најверојатно од следната сезона, грејна сезона, ќе имаме грејење и во спортската сала, која што секако ќе ги подобри условите и за учениците и за останатиот дел кој ја користат оваа спортска сала. Так, значи генерално да напоменеме дека имате одлична соработка со локалната самоуправа која секогаш ви излегува во пресред, тоа е многу важно. Так. Сега, нели, основното образование, честопати сме имале можност да слушнеме, да прочитаме некаде дека пред се е воспитно-образовна институција. Средното исто така, каде што факултетот, например, е само нели образовна институција. Како ги мотивирате и ги инспирирате учениците, а како наставниците да напредуваат? Така е, средства за мотивација секогаш постојат, особено во образование, бидејќи образование е еден многу убав дел, еден суштествен дел каде што се развива самото дете од најмалите нозе, па да кажеме основен дел во целокупната кариера можеби на еден човек. Така да мотивации секогаш постојат, ги мотивираме преку начини надпревари, скромни награди учениците, додека за жал кај професори некако мотивација малку потешко ни оди, затоа што имаме некаков застој во платите, во примањата, така да не би кажал дека професори можеме многу да ги мотивираме, но не значи дека не се мотивирани, дека не си ја сакаат работата, да тие дават се од себе. Може тука јавно да ги пофалам сите вработени, целиот колектив во Магдалена Антова, дека се трудат максимално да дадат се од себе, за да направиме да воспитно-образовен процес биде поуспешен, посигурен, побезбеден за ученици и така натаму. Освен што во голема мерка се обрнува внимание на сето ова кое што го напоменавте, вие исто така работите и на многу други проекти, значи се подготвувате за надпревари, каде што секогаш бележите големи успеси. Дали би можеле да издвоите нешто така, тој дел? Надпревари, особено оваа учебна година, Магдалена Антова може да се пофали со многу награди на републичко, а да не говориме на општинско ниво. Така да имаме повеќе награди од републичко ниво, општинско ниво, разни други проекти преку Еразмус плюс, соработка преку мултиетничка интеграција, соработка со училишта од друга етничка заедница и така натаму. Така да мислам дека имаме убава мотивација. Так. Нели основното образование е, како што рековме, една база која што ги трасира патиштата и им помага на децата во подоцнежните години да се моделираат на некој начин во успешни, вредни и зрело изградени личности. Така да во поглед на методологијата и техниката, до каде сте, како напредувате, нели сега секој дете има и компјутер пред него за работа и така натаму. Така е, значи техника и технологија во училишта е вклучена и тоа да не кажам масовно, иако има одредени мали проблеми со функционирање на системот, со интернетот и така натаму, но денеска е 21 век, модерна технологија која што е вклучена и во наше училиште, за среќа за нас и за учениците, се користи активно, допринесува за подобрување на наставата и мислам дека ја користиме онака како што е предвидено. Вашиот став во врска со носењето на мобилни телефони на учениците со нив на училиште? Тука имаме сериозен проблем, да не речем голем, али сериозен проблем, каде што сметам дека треба тука родители пред се да бидат активно вклучени во носење на некакви мерки, да не речем кодекси или евентуално некаков закон каде што ќе мора нешто да се направи. И тоа ќе мора институции брзо да реагираат, затоа што се злоупотребуваат мобилните телефони од страна на учениците и тоа не е добро. Не е добро затоа што се користи Facebook, се користи Facebook како средство за навредување помеѓу учениците, група на ученици и така натаму. Се злоупотребува телефон на час и така. Да, се на се една појава која што треба да се сопре што побрзо.
Сега предлагам да направиме една кратка музичка пауза, па ќе се вратиме во студиото за да продолжиме со разговорот. Останете со нас. Доволно кажа, молчејќи. Немам веќе што да барам овде. Сите наши спомени заборав ги потопи, се заборави. И без да трошам тон енергија и зборови, ке го кажам она што немаш храброст да го кажеш ти. Ова е крај, собирам се, одам се губам. Не ми уплашен, те оставам во твојот свет. Ова е крај, повеќе нема да се трудам. Се што дадо ветер однесем. Ова е крај. Заедно многу сме минале, радости и океани, горки солзи. Но за нас сега доцна е. Нема веќе доста, беше доста е. И без да трошам тон енергија и зборови, ке го кажам она што немаш храброст да го кажеш ти. Ова е крај, собирам се, одам се губам. Не ми уплашен, те оставам во твојот свет. Ова е крај, повеќе нема да се трудам. Се што дадо ветар однесе. Ова е крај. Ова е крај. Ова е крај. Повеќе нема да се трудам. Се што дадо ветар однесе. Ова е крај. Ова е крај. Еве сме повторно назад во студиото и продолжуваме со разговорот. За оние кои што подоцна се вклучиле, говориме за проектите и активностите на Основното општинско училиште Магдалена Антова, а нашиот денешен гостин е господинот Жарко Димитриевиќ, директор на училиштето. Господине Димитриевиќ, да позборуваме накратко и за соработка на ова училиште со останатите училишта во земјава, можеби во странство. Така. Значи, училиште Магдалена Антова активно соработува пред се со сите училишта. Значи, тука немаме дилеми со сите училишта на општина Куманово, пред се општински основни училишта, не значи дека не соработуваме со средни училишта, особено кога имаме запишување, односно премин на нашите 9 оделенци во општински средни училишта, кои што се искрено заинтересирани вистински за да учениците од Магдалена Антова бидат запишани токму во нивните училишта. А тоа не е случајно. Не е случајно затоа што од училиште Магдалена Антова излегуваат
одлично подготвени ученици кои што и понатаму покажуваат солидни резултати. Од тука излегле многу ученици кои што завршиле дури со награди и во средните училишта, секако завршиле на високо образование и сега се успешни, многу успешни граѓани. Така да мене ми е драго што сум директор на вакво училиште, во ваква населба, со вакви ученици. Так. Да споменеме само и за родителите. Каква соработка имате со родителите? Знаеме дека имате организирано совет на родители каде често се состанувате, разговарате за тековните проблеми и за се она што недостасува. Така, совет на родители, односно родители кои што се родители на ученици од Магдалена Антова се активно вклучени, искрено помагаат онолку колку што се во можност. Ние имаме совет на родители кој што функционира онака како што е и замислен како совет. Значи, за секакво прашање, за секаков дел од промоција, дали ќе е изградба, дали ќе е некаков проблем во училиште, секогаш се состануваат, носат одлуки онакви какви што се потребни, активно помагаат. Иако не значи дека некој родител ќе има поинакво мислење, не очекуваме дека сите ќе мислат идеално за раководство пред се на Магдалена Антова, но јас сум благодарен на сите родители, помагаат, тие не помагаат на училиште Магдалена Антова, тие си помагаат на своите ученици. Тие тоа добро го знаат и е тоа добро. Имавме неколку проекти преку Совет на родители, пред се проект воведување на училишна униформа во училиштето на Магдалена Антова, каде што направивме заеднички напори да ово училиште добие униформа, која што на моменти и не е баш искористена 100%, но во секој случај функционира. Значи се почитува тоа правило во најголем дел. Се почитува, иако има родители кои што да речем некако не се многу задоволни од носење на униформа Магдалена Антова, иако лично сметам и сум убеден, во тоа нека бидат убедени и родители, дека униформа е добро нешто кое што треба секој ученик да го практикува. Така. И сега, кои се идните главни планови, кои се приоритетите во врска со подобрувањето на условите за работа во училиштето, може би реконструкција на нешто? Така е. Значи, приоритети во училиштето Магдалена Антова има повеќе. Но не значи дека ние не сме скромни, така да би тргнале од реконструкција која што е во последно време многу актуелна. Тоа е училишниот кров за кој што имаме изготвено и проект. Имаме проект изготвено за реконструкција на неколку училници, особено подови кои што се веќе застарени, кои што многу итно мора да се променат. Имаме мала, може би, потреба од промена на училишен инвентар во смисла на училишни столчиња, училишни клупи, кое што сметам дека не е кој знае каква инвестиција, но приоритет, може би број 1 кој досега не е промовиран, е простор. Ако сите училишта имаат вишок простор, Магдалена Антова има оделение, паралелка, кое што работи во училишна библиотека. Значи, ни фалат училници. Да се навратиме малку наназад, кога споменавме број на ученици, значи самото тоа растење на училиштето Магдалена Антова допринесе да имаме кусок на простор. Имаме најмалку потреба од 2 до 3 училници. Ќе бидеме благодарни секогаш на оние кои што ќе се обидат барем малку да помогнат за сите овие проекти за реконструкција, за подобрување на условите за учениците и за работа во училиштето Магдалена Антова. Така. И да напоменеме за уписите, започна, веќе се во тек, кои се оние критериуми кои што треба да ги задоволуваат учениците за да станат дел од ова училиште. Така е. Првачиња се нешто најубаво кое што може да се случи на едно училиште. Значи, самиот чин на доаѓање на првачиња е свеченост, а тоа е воедно и
и раст или пат на училиште, каде што може да се види дали училиштето се развива или, за жал, има некои училишта кои што имаат проблеми со првачиња. Ние од секогаш, како што реков, не сме имале проблеми со првачиња, дури имаме проблем со простор каде да ги сместиме овие ученици. Првачиња ни се добре дојдени и согласно списокот од надлежните служби од општина Куманово, ние ова учебна година добивме скоро рекорден досега број на првачиња кои се потенцијални, кои што треба да ги запишеме во училиштето Магдалена Антова. Секако овие ученици дадени од службите од општина се реонизирани според реоните, иако овие реони во последни неколку години не се баш функционални. Имаме одреден проблем со Законот за основно образование и реонизација, затоа што родител има право да го запише ученик онаму каде што сака, само со согласност на училиштето кое што ќе треба да го запише овој ученик. Ние имаме околу 90 првачиња моментално потенцијални, што не значи дека после тоа можеби некој од овие првачиња кои што ни се на список е оцелено, или пак некој можеби и накнадно ќе се досели. Така да имаме солидна бројка, убава бројка од првачиња и им посакувам топле добре дојде. Веќе запишевме 40 до сега првачиња. Очекувам и сите од списокот да дојдат до крај на мај и да ги запишеме и тие и ќе се чувствуваат сигурно, безбедно во училиштето и добре дојдени се. Директоре, ви благодарам за денешното гостување. Се надевам дека ќе се видиме повторно во иднина, можеби пред самиот крај на ова учебна година, иако сме веќе на прагот на крајот, каде што подетално ќе поразговараме за сите активности кои што ги спроведовте во текот на оваа година. Ви благодарам уште еднаш. Така е, благодарам и на вас. Почитувани гледачи, ви благодарам и на вам што на некој начин и вие бевте дел од денешното издание на емисијата Нов ден. Ви посакувам и вам многу успех. Останете во добро и позитивно расположение со програмата на К3 телевизија. Имајте убав ден. По-добро не те знае, кога ќе ги свиеш верите, нешто смислуваш. Никој жив не ја чита лесно како ти, книгата на моите слабости, но се препреваш. Не вера во коса ти мириса, на кошула копче ти скинала, рани на усните, но не се од мене, а срце по тебе во гради ме гребе, ќе издржам солзи во очите, со друг во ноките, а мене ме лажеш и што и да кажеш ќе преболам. Да ме чујам! Од мене нешто смислува, не вера коса ти мириса, на кошула копче ти скинала, рани на усните, но не се од мене, а срце по тебе во гради ме гребе, ќе издржам солзи во очите, со друг во ноките, а
ti